Оваа епизода на Скратен корнер ви ја возможи Хајнекен, пријател на Лигата на шампионите. Добро вечер. Изненадени и ние како и вие, јас и Јове на панелот. Не знам зошто, како и што, но евене, тие сме, ќе натрпите до некаде, после ни се приклучува и Кирил. Оправдано му е, бидејќи славеше за победата на Милан, се уште зарипнат во гласот. Ќе го слушате тоа подоцна, после 11 години освои титула. Се уште сме и ние исто под импресии од настанот кој што се одржа овој викенд. Настанот на кој што имавме прилика одржан на страна на Кока-Кола и на УЕФА, на ФИФА, настанот на кој што имавме прилика да разговараме со Жилберто Силва, кој што е амбасадор и промотер на светското првенство. Заедно со него да патува и пехарот од светското првенство. Јас не го видов, ти беше го видов? Не го видов ни јас. Имавме ангажмани повеќе со Жилберто, не со. Да, муабет едно друго, шаш баш натаму наму. Мада вие повеќе се дружите, ја крилца јадев позади. Мене од протокол ми избрка. Ти позадина со аудиото, со слушалките и крилцата. Да, бев едно време со аудиото, меѓутоа потоа дојдоа луѓето од што беа од FIFA, што беа со господинот Силва и ми рекоа да им ги дадам слушалиците и да се тргнам од таму. И им ги дадов на девојката што слушаше што зборувате, затоа што мораше да го слуша целиот му вече го правите. И фактички ме бутнаа скроз надори ми извади. Чекај там, јас сум со овие, полека ме. Не си вика и бегај, онака. И вториот пат знам дека дојдов да ја донесам топката со фломастерот и дури и тогаш уште еднаш ме бутнаа, ја земаа топката и фломастерот и викам нема шанси да го припадам. Така да убаво си пројдовте, ама ја бев од публика. Да, настанот беше одржан на стварно високо ниво и она што можеме да забележиме како се случи наеднаш. Ќе видите на епизодата која што ќе биде објавена специјална направена од страна на Скратен корнер за целиот настани, целото интервју ќе го забележите. Јас сум многу воодушевен од самата појава на Жилберто Силва, една огромна звезда. Израснавме со неговиот фудбал и Арсенал и Бразил и таа е на цела генерација на фудбалери кои што барем мене лично ми оставија неголем впечаток. И сега имаш прилика да го гледаш во живо. Тип на играч кој што мене на пример многу ми се допаѓа, работникот за тимот, кој што ретко кој го забележува, е многу битна алка во тимот и е реално еден од тие екс-фактори за освојување на титули и така натаму. Ти немаше прилика да опрашаш ништо, али каков е тоа впечаток за... Ке си го гледаат во видеото, дајтале да фатиме што се дешаваше првенство, затоа што ако фатиме за Жилберто ќе гледате посебно видео за тоа кој што ќе трае доволно долго и со негов интервју, а сега веруваме дека ви интересира повеќе што правевме викендов и што се случуваше викендов на фудбалски план на терените, така? Така. Се случија 2 или 3 разврски за мене кои што беа многу битни. Ја би рекол дека дури и би рекол 4 разврски кои што се случија. Многу. Лиц ми остана во прва лига што ми во премиер лига што ми израдува. Нормално предвидувањето Тотенхем дека ќе биде во топ 4 се оствари и Тотенхем овакво бидна шампион. Феноменална драма гледавме во однос на Сити и на Ливерпул, иако може би ми беше подраго Ливерпул и верував дека Ливерпул ќе освои, сепак нели они го направија тоа што беше до нив, меѓутоа и Сити со неверојатен пресврт, со чудо малтене овакво дојда до посакуваната шампионска титула и им честитаме нели за тоа. Секако да, заслужено. И нели во Италија што се случи, причината зашто нели Киле е многу среќен и зашто Мила ќе не части во кафана овако во Рестикана, затоа што само да помине денот на властите, да не се троши на денот. Пред 4 месеци кога ни најави дека ќе части за Милан, дека доколку бидне шампион, нели тоа се реши и Милан се шампиони покрај Интер, покрај еден силен Интер.
едни мали деца, млади деца со еден водич како Ибрахимовиќ успеа да ја освојат и им честитаме и на фудбалерите. Феноменални беа цела сезона. Многу ми е мило што е Милан шампион, бидејќи покажа не се работи за ништо друго, освен за фактот дека со многу мал буџет играчи си замина, значи Чалканогlu си замина. Си замина еден од најдобрите голмани кои што Милан ги имал у последните 20 години. И на негово место нели дојде Мањан, не му го спомнувам името, поради тоа што никем да го спомнувам како дел од Милан. Не вреди, пошто го остави тимот на цедило, сакајќи да направи нешто повеќе, но очигледно не направи нешто повеќе. Па добра шампион е на Франција. Да, ама па добро се. Значи Милан покажа дека со правилна работа и со тој X фактор што го донесе можеби Ибрахимовиќ заедно со Пиоли, играчите имаат доверба во Пиоли. Ја игра играта што им ја кажуваше. И некако се склопија сите коцки и како се ближеше крајот на сезоната, видов дека си се уште во игра за титула, се наместија работите, Интер кикса некои утакмици и на крајот веќе кога остана последните 3 утакмици баш му кажав и на Кире. Они сигурно сум дека нема да дозволат да изгубат титулата. И така излезе. Свака част, свака част. Не знам дали ни е предвидено во твитовите и во делот за емисијата, меѓутоа непосредно пред да ја снимаме сега, го гледав говорот на Ибрахимовиќ што им го држи во соблекувалната. Им се заблагодари, значи вика прво бевме поединци, па бевме како некои си млади луѓе кои што дојдоа, вика прво јас дојдов, па сите останати нормално, нели Ибрахимовиќ е прво. Он па сите други. Да. И потоа станавме група. И кога станавме група, почнавме нели да се однесуваме како група, да победуваме и така натаму. Така да честитки вика прво за сите фудбалери, си дадоа аплауз, ова го прави во соблекувалната, но потоа се заблагодари нели покрај Пиоли и во соблекувалната беше и една фаца која што е една голема спортска легенда Малдини и му заблагодари на Малдини и мислам дека направија еден таков спој на фудбалски легенди со млади деца кои што имаат од кого што да научат. И се случува како ги раскажувавте нели во успешни приказни во претходните емисии. Мене навистина ми се допаѓа и баш онака за андердогот дека победи во Италија. Да. Бидејќи превод, него поседуваме само Милан, сега поседуваме цела Италија. Така. Ја преврти цела вика, се вика заслужувате да се радувате и да се однесувате како шампиони. Кога излезе на стадион, нели кој ми ги даваа медалите, излегува со шампањот, прска по сите, пуши пура тука. Пушеше, да, тоа беше. И како и би ги издвоил нормално. Јас знаев и да го критикувам во муабетите, не знам дали успеав во емисијава, Леао, затоа што ми е еден таков играч со толку многу голем потенцијал, што некако му фалеше тој еден финален да се рафинира на крај за да биде поконкретен, ефикасен да биде. Ефикасен, да не е само first touch и после да не е само атрактивен, туку атрактивен. И кога видов солзи на неговите очи, разбрав дека ова навистина многу му значи и се радувам за него. Мислам дека ќе прераснува прекрасен фудбалер. Супер, одлично. Забавата продолжува на друго место, односно се селиме во Париз. Силните твитови се однесуваат на трансферот на еден играч кој што не се случи, а сите го очекувавме дека ќе се случи и го најавувавме веќе некое време дека тоа е тоа, дека ќе биде решено, нели на панелот бевме сите сигурни дека е тоа така како и 99% од луѓето низ целиот свет, освен можеби тие по неколку стотици навивачи што се на ПСЖ. Но Мбапе остана во ПСЖ. Мбапе остана во ПСЖ и тоа го најави на последната утакмица. Некако сите ни изненади и имаше многу интересни твитови, многу интересни зезанци на сметка на Реал и по некој трол на сметка на Мбапе. Јас ми е интересно, токму Киле сега малце во приватниве разговори, токму Киле тоа го кажа дека видете се психолошки Мбапе каде се наоѓа. Може да дојде во Реал Мадрид и да биде втор, трет, може би еве прв најдобар стрелец, тешко дека ќе опретрка Кристијано Роналдо, меѓутоа еве да речеме дека ќе опретрка
Меѓутоа ќе биде само уште еден играч во долгата низа на вистина големи играчи кроз столетието што играле во клуб како Реал Мадрид. Имаше втората варијанта да остане во клуб како ПСЖ и да стане повеќе поголем од Бог. Значи ПСЖ идентитетски се уште како да се гради како проект. Се уште не е изграден. Значи таму е спортски директор Леонардо кој што играл Заменете и не сега играл. веќе. Заменете со самото подпишување на Мбапе договорот, прва работа која што Мбапе Кампус. со клаузулата оваково му дозволува е да ги менува тие работи, прво бара да го сменат. Меѓутоа Леонардо кој што да речеме играл и во Милан, не бразилец и сега тој да ти го идентификува клубот, ти треба локален нели херој. И сега Мбапе може да биде токму таа личност околу која што ќе се изгради целиот ПСЖ и да стане икона, навистина икона и поголем и од клубот во ПСЖ и од тој аспект дури навистина и би ја оправдал до некаде неговата одлука, со тоа што си стави голем терет на сопствени рамења. Сега моментално ќе треба да освои Лига на шампиони со овој клуб и да ни покаже и докаже дека се работи за големи играчи, дека навистина е тука за проектот. Ја гледав последната утакмица на ПСЖ, не знам дали ја гледаше, му направија ете уште една прилика да го спомнеме зборот шпалир. На Ди Марија му беше последен меч и овако јас многу ценам тој фудбалер и мислам дека сите утакмици кои што ги доби ПСЖ ги доби кога тој играше и дека навистина многу им значи во екипата. Тој се прости од ПСЖ, се види дека го сака клубот, ни солзи го напушти. Понатаму Мбапе брилираше, даде 2 или 3 гола, мислам, у 5-0 победа. Беше прекрасно нели на нивниот стадион. Дали верувам, јас верувам у тоа и баш сакам да биде уште една. Дали тоа веќе нели та потсеќа на Леброн, не GM, сега име MGM уствари. MGM, како ќе му да е, како ќе го крстат. Пошто очигледно он покажа дека он е поголем од клубот. Моментално сега со ова што со овој договор што потпише, пошто има 100 милиони signing on fee и плюс има милион неделно заработува. Плюс други бонуси сигурен сум дека ги има за голови, асистенции и такви ствари, зашто он ќе зима огромни плати. Не знам дали слушна исто дека и Ла Лига Тебас уствари ќе го оптужи договорот уствари за да се поништи, бидејќи ова е веќе ги руши сите финансиски конструкции во лига во светот на фудбалот. Не стварно многу големи суми. Не знам баш дали за тоа се бунат или дека имало предходно некој преддоговор со Перес, каде што плюс дополнително. Каде што он само имаше еден твит, видов порака каде што он му вика сепак се одлучив да останам во ПСЖ, затоа што сериозни медиуми, мислам дека дури Марка кажа дека е готов договорот со Мбапе. Тие малку се изоднесуваат детски, затоа што дури неговата девојка имаше твит вечерта пред да он го направи одлуката. Некој од наредниве денови многу брзо ќе дознаете што сме одлучиле до 10 јуни или нешто до некој. До пред јуни. Малце незрело од нивниот аспект. Потоа сепак нели да донеса така брза одлука, несреќно го изигра, меѓутоа ќе одбијам на младост и лудост. Компарацијата со Леброн ја има таа моќ, меѓутоа Леброн е во играчите кои што се ги сврстуваме за гоутови да ги зборуваме, значи на тој спорт. У топ 2. У топ 2 сигурно. За мене и имаше неколку уште е млад, има простор. Имаше неколку шампионски за да дојде до тоа ниво па да кажува кој да игра како да игра. Кај Мбапе ми треба да дојде да стане главен играч, значи сепак тука е си и Немар, сепак тука има и други играчи во Меси, имаш Рамос во тимот. Да, голема звезда е со одличен фудбалер, да не му намалуваме, меѓутоа кога ќе освои, кога ќе биде он главен играч и така натаму, да го направи тоа 2-3 пати, па после да се добие ваков еден одговор. Во договор, како од клубот. Меѓутоа отидоа со полна доверба, би сакал да видам како моментот како ќе прокоментираш моментот дека
Алка Лифи кажа дека Ембапе останал, имал дупло поголема понуда од Реал као нешто и он останал поради спортскиот проект. Не е за пари тоа, не е за пари. Не, искрено би сакал, да, еве, од фудбалски аспект, како фудбалски фан, би сакал да направи ете и он успешна приказна, да освои, сакам да освои Лига на шампиони, зашто да не освои? Так. Тоа е она кое што му фали во види, он сепак има сериозни достигнувања, мислам, со француската репрезентација ги има освоено, па и евро, мислам, има и светско. И мислам дека му фали само уште тоа и тоа кога ќе го направи ќе има сериозно педигро на 23-4 години. Имавме еден прекрасен исто така надпревар во финалето во Лига Европа. Айнтрахт Франкфурт е шампион, дефинитивно издоминира оваа година, изигра фантастични утакмици и сега до утакмицата со Барселона ја поема немав кој Айнтрахт Франкфурт, окей, добар тим од Германија, освоја Лига Европа. И тоа со многу интересен пристап на утакмиците, со добри и брзи контри, успеа да изненадат многу од противниците, дадат ненормално добри брзи голови. Како ти се чинеше тебе нивната игра и самиот момент со соѓање до финалето и освојувањето на финалето? Па пред некое време зборевме кој ми бил прв дрес. Излезе дека прв не ми бил дрес, него ми беше маичка што ја носам, што ја носев ми беше... Сега ти е голема сигурно. Да, сега ми е голема веќе. Сепак ми беше Селтик. Не ми беше Глазгов, ама не знам зашо во ова финале сепак бев на некој начин, иако сум Селтик фан, на Глазгов сакав да земе. Меѓутоа не можам да им оспорам нити пак да им земам нешто, иако на пенали да овакво зема, им честитам, убав надпревар, се беше како што треба, меѓутоа ни приближно како она што не очекувам, мислам во... Да. Она што не очекува е финалето во Лигата на шампионите и тоа ќе го разговараме во главната тема, заедно со Кирил, кој што ќе ни се придружи во овој сегмент. Се работи за една утакмица која што сите со големи очекувања онака треба нели да се случи и ќе ја следиме пред малите екрани. Некои ќе имаат среќа можеби да гледат и во живо, свака им част, поради тоа што ривалството после последното финале е уште поголемо. И тоа се два клуба кои што имаат огромна историја, голема група, тоест огромен број на навивачи низ целиот свет и секој сигурно се чека билет, особено за финале, па Ливерпул и Реал Мадрид, башка во Париз се игра. Јас сум сигурен дека таму ќе има барем едно 30.000 македонци. Ефтини лептови на Висер, брат. Слушате повеќе во главната тема. Останете така и се гледаме наскоро. Чао. Специјално ме викнавте за муаветот на неделата, така? Така. Утре, во моментов кога ќе се емитува епизодата, утре дента имаме големо финале Лигата на шампионите, дојде до крајот. Црвената екипа, белата екипа, едни против други. Уште еднаш. Пред неколку години ги видовме Ливерпул и Реал Мадрид во финале, кое што беше и смешно и тажно за некого. Салах си отиде со повреда, Кариус си отиде со срушена кариера, Бейл си направи кариера во финалето, мислам се прослави уште толку. Ама сега Ливерпул изгледаат спремни за реванш, Реал Мадрид изгледаат како спремни да ги знамочат. Да, како во моментов можеби како најинтересниот, најдоминантниот тим во Европа. Ај од каде ќе почнеме? Како дојдоа овие два клуба до тука? Ливерпул малку полесен пат. Многу полесен пат. Далеку полесен пат. Така, да. И особено со тоа што не ги оставаа надпреварите доцна да ги решаваат како Реал. А Реал објективно најинтересните надпревари оваа сезона во Лигата на шампионите беа оние на Реал. By far. Така. By far. Да,
често беа како подценувани, како андердогови, иако се работи за Реал, една шампионска екипа со неверојатно или педигре, што постојано јас го напоменувам. Меѓутоа во ниеден од дуелите не беа, да речеме, фаворити. Цело време што знам ни беа, не знам, ПСЖ, не знам, Сити, не знам вака така, цело време еве ги у финале. Реал, па реално може да кажеме дека игра на плеќите на Бензема оваа сезона, иако мислам тимот околу него е фантастичен. Бензема е оној кој што се истакнува. Ливерпул од друга страна се истакнуваат повеќе луѓе. Не ги решава надпреварите еден. Тука е дефанзивата, тука е офанзивата, повеќе играчи напаѓаат, никој не го зема светлото само на себе. Кој има предност во однос на тоа како се поставени овие две екипи? Предност би му дал на Ливерпул и малце ми е глупо да кажам Ливерпул, бидејќи цело време даваме предност на Сити освен на Реал Мадрид. Едино во утакмицата со Сити веќе ми беше јасно дека Реал Мадрид не е веќе за подценување, дека навистина може да го изненади Сити, такво предвидување нели дал, као нели Сити на хартија, ама после тоа реков, ама срце ми каже дека Реал ќе пројде. И така и се случи. Пак ќе го кажам истото. Значи Ливерпул да на хартија, со тоа што Реал има можност да изненади се. Сега, разликата помеѓу цел од претходно што се случуваше и тоа што сега ќе се случува во финалето, што се игра еден меч. И другата работа е што Ливерпул нема да остави на случајност, барем мислам дека со оглед на тоа дека изгуби титулата во англиското првенство, во премиер лигата, сега ќе дадат 150% и нема да му дозволат на Реал воопште да има простор да изненади. Иако не би го подценил Реал, но мислам дека со самиот факт дека играат во финале е доволен показател за моќта на клубот, бидејќи сепак имаат смена на генерации. Не го кажавме тоа, иако не се осеќа многу со оглед на нивната форма. Имаат смена на генерации, имаат повозрастни играчи, али пак Анчелоти во прашање, Реал во прашање и во прашање тим кој што во последните 2 недели играше со послабо темпо, бидејќи одмара играчи ја зема титулата порано. А Ливерпул се бореше до крај. Луѓе ќе биде. Јас ќе сегментирам моево вака гледање од два аспекти. Дека како што кажав, дека секогаш оној елиминациониот фудбал што им одговара нели на Реал не е, ама очигледно им одговара и лига, затоа што освоја и овакво шпанската лига освоја, меѓутоа на елиминациони на двомечи и особено нели во финале кога имаш само една утакмица, многу има врска психолошката подготовка. И сега, гледајќи психолошката подготовка што се случи овие последниве 2 до 3 недели, ќе почнаме од Ливерпул, освоја една титула и освоја втората титула, победувајќи го Манчестер Сити. Тука се релаксира прилично, што например дури се покажа, иако секогаш е најтешко да го добиеш последниот меч и Ливерпул и Сити има нели проблеми да го добијат последниот меч. Ама ете се осети така, знаеш, како да им тргна камен од овакво, окей, нема да имаме сезона без ниту една титула, имаме веќе 2 титули, од можни 4, они се веќе, значи, од можни 3 до сега се на 2, оваа име сега за да отидат од 4 на 3 титули, така да и тие би рекол дека до некаде се релаксирани, секако дека ќе дадат и ово име голема повреда нели на егото, мада повеќе не на егото колку што се, јас би рекол тажни. Јас видов тага во очите на Салах или кога дојде кога сватија дека и Сити нели кога го даде голот, кога сватија дека Сити, а додека пак Реал иако влегол во некоја комфортна позиција со Пури, со Научари, Анчелоти, лабаво и играње лабави утакмици, мислам дека им се случи Майкл Джордан моментот на And I Took It Personally со Мбапе. Ова со Мбапе мислам дека ќе им биде, дека веќе им е направено мемето како кажуваат And I Took It Personally за секој евентуали ако го освојат, и мислам дека ова ќе биде тој момент кога што ќе им каже сега за ина дајте да освоиме за да докажеме на целиот свет. Втората работа што и би му дал и не би му дал предност на Реал, што треба да се види како ќе се случува е со кој состав ќе излезе. Они цела сезона играат 4-3-3, и со тоа што 3-3 во средината се Крос, Модрич и Касимеиро, напред Родриго, Винишиус и Бензема,
Сега таа тројка, дали ќе излезе таа тројка, ја лично не верувам дека ќе излезе таа тројка. Мислам дека ќе дојде до модификација на таа стандардна формација која што стално игра и баш чекам да видам што ќе биде. И од тактички аспекти од тој момент мислам дека може да сме подготвени за уште едно изненадување. За можеби Валверде, можеби не верувам Камавинга уште од почеток, меѓутоа Валверде го гледам, па дури 4-4-2 некоја формација или некоја ротација скриено, ќе видам, ама мислам дека тука ќе има некоја измена. Ми се допаѓа што отиде натаму баш на кај составите. Јас го размислував, ама од аспект на другава екипа. Ливерпул и начинот на кој што Клоп ги користи неговите играчи оваа сезона, мислам дека го ставија на сладки маки во последниве 3-4 надпревари во сезоната, бидејќи, види, не можеш да го ставиш Ван Дајк на клупа, дефинитивно, тој ќе биде стартер, така. Кој со него? Конате или Матип? Матип е исклучително интелигентен, веројатно најдобриот стопер сезона во Премиер лига. Јас бидел со Конате. Така? Да. И јас бидел со Конате. Тоа е чудното. А сега гледај, Матип поставил толку многу за Ливерпул, има веќе една титула во Лигата на шампионите, има титула како Премиер лига ја освои заедно со Ливерпул. Конате пак нема направено грешка од како е дојден. И сега една сладка мака имаш тука. Средината, да не ни зборувам веќе, таа конкуренција е неверојатна, така. Тиаго последниве 2 месеци ни покажува дека е срамота да го седнеш на клупа, ама па од друга страна дали физички тој може да одговори на 90 минути на трчување во финале. И тоа треба да се размислува. Дали Милнер, дали искуството на Милнер или смиреноста на Хендерсон. Дали ќе биде експлозивноста на Окслейд Чемберлен од клупа или тоа ќе биде, не знам, некој друг од офанзивната линија кој што ќе си ја чека шансата од клупа. Дали Жота или Луис Диас стартер. Знаеш колку проблеми сигурно ќе има Клоп вечерта пред да се одигра финалето? Вечерва кога го гледате ова, колку проблеми има Клоп да заспие, мислејќи на овие работи. Мислам дека можеби ќе ми ја препушти средината на Реал, што е малце и дека може дури он да иде на изненадување на мада Ливерпул, не тешко да препусти што се вика, ама мене Реал ми се појаки на средината. Појаки се на средината, мислам, дефинитивно. Единствено е што Ливерпул неа ни користи средината. Да, нема потреба, зашто не може 4-2-4 комотно да игра со две крила кои што се офанзивни, со двајца напаѓачи напред. Тоа е ненормална работа што се Клоп може да направи со играчите што ги има на располагање. Офанзивната моќ на Ливерпул е ненадмашлива. Пошто може да се игра што сака може да направи. Ајде, тактички видовме дека последниве неколку недели токму замените ги решија надпреварите, оние кои што влијае, особено, нели, Сити и внесувањето на Гундоган сега пред крај. Се научил од никаде. Па и од Реал, како што научил лекција. Апсолутно, да, коментар. Да, која ќе биде тактиката на двата тренери? Кого ќе чуваат на клупа за да биде нели оној џокер кој ќе го почне надпреварот со цел да, не знам, да го измори противникот или да ја постави играта. Кажете ми ваше мислење за кој џокер би можел да влезе како прва, како втора замена ако му притреба на Клоп или на Карло. Ја мислам дека ќе очува како замена ќе очува Луис Диас. Ќе стави, мислам, Жота на почетокот, а Луис Диас ќе го стави малце повеќе да ги размрда тие да размрда по левата страна кога веќе ќе бидат поуморени дефанзивците на Реал Мадрид, пошто човекот е ненормално брз, способен, тоа е лудак е, дефинитивно лудак е. Не го следев претходно многу, но откако дојде во Ливерпул, гледам за што се е способен и тоа е чудесие. А во страна на Реал, би кажал дека џокерот би бил Асенсио. Може би е чудно не дека покаже некоја форма, но Асенсио е физички многу способен играч, брз е, има многу јак добар шут со Реал. Топски шут има, да. Он може, мислам дека крилата ќе бидат џокерите на двата тренери. Да. Мислам дека дури е многу добра идеја ова со Луис Диас. Јас би одиграл исто. Ако Луис Диас таков вжештен кој што е сезонава, му го пуштам на Дани Карвахал во 70-та минута кога веќе овој паѓа со кондиција, кој знае што може да се случи. Не, сигурно Дани Карвахал ќе рече, ме боли глава да чекам малце да излезам. Тренер. Да, мислам, јас да би бил на местото на Карло Анчелоти, ја би бил пресреќен да излезе Ливерпул со волку офанзивна. Ја не мислам дека ќе иде и со Салах, и со Мане, и со Жота, и со офанзивни до волку.
тоа се веќе 5 луѓе кои што се ангажирани у нападот и тоа е преголем ризик за да играш едно финале. Дај Боже да изигра така и тоа е многу мангупски ако го направат и баш би сакал така да изиграат, но ја мислам дека Манес и Салах и дека ќе игра со позатворена Хендерсонка некоја така без 4-4-2 мислиш? Па да, не мислам дека ќе игра со тројца, но Не, сега не знам. јас мислам дека од формацијата нема сигурно да отстапи, тоа го тренираат, тоа го играат цело време, сега во кој начин ќе ги употреби највачите, односно играчите. Мое лудо предвидување за утакмицава, Клоп ќе ја премисли и Фирмино ќе биде стартер. А ако го видам тоа, ќе знам дека вечерта му била многу тешка, дека не спиел убаво. Бил на линија со Гвардиола. Да, види, што не велам дека нели од старт дека тоа ќе го кошта финале, само кажувам дека Фирмино не беше стартер последниве 4-5 месеци, особено откако дое Луис Диас изгуби многу од минутажата и мислам дека ако нешто премисли Клоп, тоа ќе биде улогата на Фирмино како стартер. Тоа е моето лудо предвидување за надпреваров. Така, ако еве сме срекни Асенсио да е како се вика здрав у тие 5 минути да е здрав да може да одигра една утакмица. Значи брилјантен фудбалер се не викам не, ама мислам дека ќе биде спремен. Тој да би влегол би било супер, меѓутоа не верувам дека ќе отстапа од Винишиус, Родриго и овако. Да, може да дое он, ама ја мислам дека најверојатно е ова ти што ја кажа за Ливерпул дека ќе излезе така и дека после второ полувреме ќе се отвара. Дај Боже да почне од почеток со голови, ама мислам дека прво полувреме ќе тактизираат, дека им се преголеми влоговите некако на екипите, сакаат и двете да освојат прилично многу. Драго ми е што си на панелов како нашиот редовен Реал Мадрид експерт. Забори да го одговориш тоа прашање, за тоа ќе те потсетам. Џокерот на Карло, кој ќе биде џокер на Карло оваа утакмица? Ајде Камавинга уште еднаш нека ни изненади. Уште еднаш. Јас нели се надевав и на Асенсио, го имам спомнато и Бел, меѓутоа Бел очигледно никад веќе нема да влезе и не размисла, мислам дека најде друг клуб, така да нема што да се посвети на голферската кариера. Го листав онака тимот, гледам дека Иско игра тука, онака. Ама мене би ми изненадило многу ако влезе, мислам дека би влегол на 2-0 па да ја влече нешто корнери да прави, меѓутоа не, мислам дека ќе си одиграат децава и дека Камавинга го гледам со Валверде, тој линк на таа брзина и тоа трчање нивно дека ќе му биде потребно на Реал и кај нив највеќе гледам надежи од помладите. Вака да изненадат, Касимиро дава понекад чудни голови. Биде некој корнер, некој изненаден, некако не знам. Кој ќе ја реши утакмицата? Па, ајде нека и тоа прашањето, ајде, кој ќе ја реши утакмицата? Корнерот биене и Касимиро некоја чудна, некоја. 1-0 и најтопа финале. Тоа ќе биде финалето. Имам уште едно. Се надевам нема да се остари предвидувањето. Ова претходно ми беше лудо предвидување, сега имам едно за кое што сум многу сериозен. Јас мислам дека нема теоретски шанси во 90 минути да се заврши финалето. Мислам дека теорија нема. Тоа е некако мое предвидување. Ваква сезона, каква што нели посведочивме до сега и се тоа, Лудо е се. мислам дека нема шанси некако фудбалските богови веројатно се на наша страна за последната утакмица во сезоната да ни ја дадат 190 минути и да гледаме до задутре. До понеделник, разбираш, Башка нека трае. Трае фудбол. Летоска немаат светско, дори зимоска, викаат дај Така. да си изиграме. Дај стварно, Без пари е кај 180 минути термин. Две утакмици една за друга. Излегува после тој редар. Дечки, уште 100 чека треба. Не, ако Клоп се ќе покрие, он е добар. Да, интересно дека повторно да напоменам, у Париз се игра. Така. Повторно мотивацијата ќе ви ја кажам, Мбапе, Реал, некако космичките сили. Чекај, го спомнавме тоа на претходните епизоди, така. Кристијано Роналдо ја освои титулата во Лигата на шампионите за прв пат во Реал Мадрид во Лисабон. Бейл ја освои за прв пат во Кардиф.
едно, друго, трето финале ќе им се погодат кај што им се технички домашни градови на нивните најголеми звезди во сезоната. Но чекајте луѓе, дали ова фудбал за подкаст или за кармички натални карти? Не, јавете ни си и оставете ни датум на раѓање и време на раѓање. Да, сепак да покрај се да напоменаме нека биде пишано дека Ливерпул се екстремно јаки и дека дури ако би било 55-45 на кај Ливерпул би ги ставил како фаворити, ама некој таков ханч или било како. Клучниот фактор кај го гледаме во двете екипи, што ќе реши? Тренерите? Да, добро, образложи. До сега од тоа што го видовме од двајцата тренери, посебно кај Анчелоти, односно кај Реал, е улогата на Анчелоти. Улогата на Анчелоти која што како минуваше сезоната, стануваше се поевидентна и поевидентна. И тоа што највеќе ми се допадна, Анчелоти цело време си беше лабав и не пробуваше да се истакне уопште, него самите свативме после некој време колку он беше голем во целата оваа сезона, колку има придонесено за тој тим да стигне до таму со реакциите на играчите. Реакциите на играчите како они се однесуваат спрема него, како го почитуваат и нормално со самите резултати, тоа што го направи, што го освои и какви утакмици изигра посебно во Лигата шампионите Реал, тоа е фантастично. Клоп, од друга страна, знае точно знае какви играчи му се потребни во тимот, кога станува збор за трансфери, за да направи тимот уште подобар. Пошто Ливерпул, откако дојден Клоп, посебно во последниве 3 години, направи еден феноменален тим и некако успева секоја година тој тим да биде се подобар и подобар. На полусезона носи засилување што токму тие се тие што прават разлика за да тимот биде уште појак и да се бори за титули кои што со тимот до полусезона не би да се борат. Ќе дозволиш да не се согласам со тебе? Ќе дозволам. Како се вика, не се подобри од сезона во сезона. Лани или преклани која сезона Ливерпул беа не толку уверливи, затоа што само еден играч им фалеше. Тоа е Ван Дајк. И тоа е неверојатно како може таков играч што реално у одбрана игра да толку да е врзивно ткива за таа екипа. Ама мислам дека кога е тој фит и кога е тој спремен, дека сега баш и со Сити утакмицата коментаторот го кажуваше, не знам дали ја гледавте, кога кажуваше за Грили, зашто не го става, па го купуваш 100 милиони, вика како лани сега да не го ставеше, вика се види колку им фалеше Ван Дајк, вика на Ливерпул или било како, вика за да го земеш таков играч и да не го играш, на крај излезе обратно. Тепа овако токму со неговите измени. Меѓутоа кај Ливерпул се испостави дека токму тој играч, за мене барем исто, а издете за неколку спорткастери што го имаат кажано дека е многу битна алка во Ливерпул и кога е тој фит, да, навистина се само нагоре идат, го надогради уште толку нападот и им нема што се вика лимит на што може да стигнат. Да, тоа сакав да го кажам, дека сепак не е сезона у сезона само надградување, него кај Ван Дајк ја гледам работата. Ако он добро изигра, понатака ќе се тек гради во средниот трети нападот. Така што верувам дека клучен фактор во ова финале ќе биде темпото. Ако Ливерпул реши да влезе во овој надпревар со темпо и да го одржува високо во првото полувреме, верувам дека можат да дадат 2 гола и потоа да го чекаат Реал. Меѓутоа, ако влезат лежерно и ако го остават надпреварот да оди во 90 минути и се тоа, Реал ја има предноста, бидејќи психолошки никој клуб во светот не е подобар од Реал, психолошки. И тоа е факт. Како напаѓаат со тие налети, мене ме фаќа саклет додека ги гледам. Не е можно, значи толку долго да напаѓаат да не можеш топката да им ја земеш, ко песови се на голот на вртини, ко песови на месо ќе се наврдат, не можеш да ги откачиш. Сега можем да замислам како има тие играчи кога се труди, трча, ќе ја земе топката, пас, два, бум, пак ти ја зима. Па тоа уморува бе, човече. Па треба да ги бркаш. На крај, дајте гол, ајде откачете се веќе еднаш, остете малце да здивнам, не можам да мрднам. Видео од Сити. Од Ситите како се викаше Фернандиньо, еден дечко, така претрчат кој да беше Родриго или некако вака некако. Чудно го случи така некоја Дето брзо бе. Ајде да го поставам и последното прашање за овој муавет на неделата. Победник во Лигата на шампионите за година 2022 ќе биде Ливерпул.
Резултат? 3-1 за Ливерпул. Аха, значи реприза на минатото финале само со обратен резултат. Добро? Чекај сега. А зашто ќе даде Реал гол? Кога ќе Зашто Реал може да даде гол? Ја мислам дека ќе дадат на 2-1 и после тоа Ливерпул ќе запни, пак ќе им даде уште трет гол и ќе сватат дека е окей. Џаба ќе се трудиме, овие секогаш може да ни дадат гол, дека ќе држиме овака и да Дека се појаки Ливерпул? Дека се појаки Ливерпул секогаш по желба може да даде гол. Тоа е мојот став. Мислам дека и поголемиот дел од луѓето на панелот се служува за тоа дека Ливерпул по желба дава голови и држи секогаш тоа го прави, држи 2 гола разлика обично. Ја после тој гол што го дада со Сити или беше од никаква шанса, од ништо, Бензема што чукна таа што влезе оваква, значи нити има посет, нити и гол као се деси. Мислам дека може да заклучиме дека Ливерпул пак не се сомневам дека ќе даде гол. Така да секако бидел на гол, предност е чисто за контра на тебе, па ти да одлучуваш, на Реал ќе отидам, така да дека биде 3-1 ја за Реал дека ќе отидам. Добро. Добро. Ќе одам со Ливерпул победник. После овакво, ти ќе нерешено на... Да, некако ми оди дека Стават на панелов. 1-1. Мислам дека ќе ја почне Ливерпул многу бомбастично вакво утакмицата. Ќе даде гол, можеби и 2. Дека Реал ќе проба да израмни, ама потоа дека Ливерпул едноставно ќе бидат физички поспремни од нив и ќе успеат да им дадат уште 1 или 2. Така што одам, за да кажам конкретен резултат, 3-2 по продолжение. Во второто продолжение, Бензема 117-та минута го соблекува дресот и не се ни враќа на терен. Значи директно оди во соблекувално, пошто тоа ќе му биде втор шут. Тука го слушнавте прв пат. Дешки, доста име заглавнава тема, така, мислам дека нашите гледачи знаат и сами да си оформат мислење, тука сме само да помогнеме. Веројатно ги проверивте нашите социјални мрежи и видовте со кого се дружевме минатиот викенд. Жилберто Силва, една бразилска легенда, беше тука, ни учи ни малку да разговара со нас. Тоа видео очекувајте го многу набрзо. Бидете со нас, следете го Скратен корнер, нови звезди следуваат многу наскоро. Гледајте го финалето Лигата на шампионите. Дешки, каде можат да ја најдат на социјалните мрежи? Facebook, Twitter, Facebook, Неколку пати Facebook. Instagram, така слабо. Има по 5 профили на сите социјални мрежи. Тоа е стварто. Неколку бизнеси и тоа е. Така. Да, мене истите социјални мрежи. Секогаш. Да, тоа е тоа. Телефонскиот број нема да. Не постои. Да. Крајот на оваа фудбалска сезона, ќе го проследите заедно со Скратен корнер, го гледаме финалето и веќе во следното видео доаѓаме со реакција за финалето. Бидете така. Реал.